Во петокот, околу 16 часот, од страна на Националниот координатор за авторизација, преку механизмот за суспендирање на плаќања, е донесена и дистрибуирана до македонските власти одлука за суспендирање на ИПАРД 3 програмата, односно одлука за суспендирање на плаќањата во ИПАРД 3. Одлуката стапила на сила веднаш, на неопределено време, се до исполнување на одредени услови и акцијски планови. Оваа суспензија опфаќа целосен прекин на исплатите кон земјоделците и компаниите кои што веќе имаат склучени договори и веќе реализираат инвестиции од оваа програма, потпишување на нови договори и превземање на финансиски обврски од платежната агенција, како и објавувањето на нови јавни повици. Сето ова е под суспензија. Причината е скандалот со барање и примање на мито од страна на директорот на платежната агенција и уште 4 други лица, вклучувајќи и блиска соработничка на министерот од Министерството за земјоделство. Ова се случува за жал само во време на владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Во 2011 година во ИПАРД 1, кога за жал останавме со 12% искористеност на европските средства, и денеска во 2025 година во ИПАРД 3, повторно во време на ВМРО-ДПМНЕ. За оваа одлука, според нашите информации, известена владата, вице-премиерот за европски прашања, министерката за финансии и министерот за земјоделство. Прашуваме зошто владата ја криеше оваа одлука од јавноста викендот. Дали власта со премолчувањето на оваа одлука се обидува да ги заштити вмешаните во овој корупцијски скандал?